Štip влегува во загрижувачка фаза. Само денес регистрирани се нови 27 случаи на корона позитивни лица. Дополнително уште 4 лица од Облешево вработени во Штипска конфекција се ковид позитивни. Ова иницира шитна седница на Општинскиот кризен штаб од каде е предложено времено затворање на 5 штипски конфекции. Затворањето ќе важи до крајот на оваа недела, односно од понеделник ќе започнат со работа, но тоа ќе биде во координација со институциите, а до тогаш епидемиолозите ќе направат целосна анализа и ќе ги повикаат на тестирање овие вработени, кои што ќе проценат дека треба да бидат тестирани. До тогаш задолжително, повторувам, задолжително мора да останат дома сите текстилни работнички од овие текстилни компании. Јас, иако сум голем противник на повторно воведување на полициски час или ставање на карантин на целиот град, би сакал да предочам, да го кажам мојот јасен став дека како следен чекор ќе иницирам дел од овие ригорозни мерки во име на Општинскиот штаб да се стават во функција. Во меѓувреме на територијата на СВР Штип исто така се бележи рапидно зголемување на лицата во изолација. На 105 лица им се издадени решенија за изолација, а 19 лица потпишале изјави за самоизолација. Од страна на полициски службеници извршени се 441 контрола кај лица во изолација и 95 кај лица во самоизолација. Информираат од полицијата. Иако имаше најави за враќање на полицискиот час, па дури и воведување на карантин, за сега такви мерки нема предложено. Утро се разговараше и за евентуално воведување на дополнителни рестриктивни мерки, но заеднички став беше дека ќе се почекаат податоците од следните 2 до 3 дена и после тоа ќе се носи одлука. Во меѓувреме поинтензивно Министерството за внатрешни работи да работи на контрола на теренот за имплементација на мерките кои што се веќе на сила. При тоа за дополнителни рестриктивни мерки се сметаат ограничување на движењето во смисло на карантин за одредени делови каде што има поголем број на диагностицирани пациенти и воведување на полициски час повторно локализирано таму каде што тоа ќе биде индицирано. Клучни ќе бидат наредните неколку денови. Донесовме одлука веќе од утре во сите конфекции, на сите вработени во овие 5 конфекции, плюс една веќе затворена, ќе се изврши проширено тестирање. Односно, ќе се зема брисеви на сите вработени од овие конфекции. Во опција и враќање на полициски час, меѓутоа сето тоа се размислувања во зависност од развојот на состојбата. Во меѓувреме, поради масовниот скрининг на текстилните работнички, одложено е тестирањето на вработените во градинките. Во нашата установа денеска требаше да се тестираат 137 вработени од 5 кланови, вклучувајќи ги сите вработени, меѓу кои и администрацијата. Истакнуваат од детската градинка Астибо. Вкупно на територијата на источниот регион има 75 активни случаи со коронавирусот. Од нив 60 се во Штип, 8 во Карбинци, 4 во Облешево, 2 во Кочани и 1 во Виница. На инфективното оделение во Штип на лекување се 15 пациенти, а уште толку се следат на домашно лекување. Оваа бројка на заразени е најголема досега, па логично прашање е каде е вината за ова? Дали државата не презеде соодветни мерки или луѓето не се придржуваат до нив? Треба самите граѓани да бидат од една страна свесни, од друга страна и државата треба да преземе, да речем, порегорозни мерки. Надежните си добро преземат, меѓутоа народо очигледно дека не сваќа сериозно ситуацијата и не се однесува како што треба. Не држат растојани. Да не носат маски, оди нема слабо ги, ако викат волку казниме, оноку казниме, ма слабо ги гонат полицијата. Првен требаше изолација на цела Македонија 25 дена, мислам дека добро направија во Дебар. Дебарското правило требаше да се направи за цела Македонија. Граѓаните се виновни сами од себе. Не се дисциплинирани, да и не поштуват ништо. Ја погледи сега, колку души? У 100 души сигурно 20 не носат, а полиција стои и ги гледа. Инаку денес на ниво на држава се регистрирани 89 нови позитивни случаи. Најголем дел од нив се во Скопје, Штип и Тетово.